Почитувани гледачи на спортскиот магазин Трибина на М-нет телевизија. Добра вечер. Ново издание во кое што го посветуваме на фудбалскиот клуб Брегалница. Она што практично беше соопштено првата официјална пресконференција од страна на клубот, веќе има ново раководство, нова управа и нов стручен штаб. Беше промовиран и официјално Владко Костов како нов шеф на стручен штаб, а на следната пресконференција ќе треба да бидат промовирани и новите засилувања, меѓутоа да биде соопштен и начинот и планот на подготовки, односно одигрување на тие пријателски надпревари и секој да биде соопштен на костурот на тимот. Со оглед на фактот дека имаше неколку заменувања, меѓутоа веќе она што имавме можност вчера да го слушнеме на таа пресконференција, дека веќе се договорени неколку квалитетни засилувања, а според тоа што неофицијално го дознаваме дека стана збор за искусни играчи, така да дефинитивно веќе Брегалница ќе се вброи меѓу екипите кои што ќе се трка за тоа прво место. Знаете дека со оглед на измените кои што се направи во пропозициите за надпреварување во втората, меѓутоа и првата македонска фудбалска лига за следната сезона и во иднина, а тоа е дека од втора лига само шампионот, односно првокот ќе има директен влез во првата македонска фудбалска лига, додека пак вториот и третиот ќе играат бараж за можен влез во фудбалската елита на Македонија за последната сезона. Од тоа што вчера имавме можност да го слушнеме, веќе се направените, веќе всушност започната таа постапка и е во тек превземањето на акциите, тие 85% од страна на новиот турски инвеститор. Тука имаше свој обраќање и градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов, кој што сподели некои информации околу делот на тие акции кои што ќе ги превземе новиот турски инвеститор. Исто така ќе биде ставен акцент на штипски играчи и во стручен штаб исто така ќе има искусни штипски имиња кои што ќе ја водат Брегалница, а тоа е нормално клубот да се врати кон фудбалската елита на Македонија. Имаме исто така споделено уште две поважни информации од страна на градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов, а тоа е дека на 12 септември под рефлектори ќе биде одигран надпрва со кој што ќе се одбележи повеќе од 100 години постоење на фудбалскиот клуб Брегалница. Тоа ќе биде надпрва кој што ќе се игра под рефлектор во вечерните часови помеѓу ветераните на Брегалница, Црвена звезда. Практично ќе имаат можност сите оние спортисти од тие славни генерации од целиот Балкан да се соберат овде во Штип и практично на 12 септември да ги видиме во еден одличен надпревар под рефлектор, со оглед на фактот дека долго време чекаме на надпревар под рефлектори. Исто така ќе се започне и со реконструкција на тревната подлога, а со цел да се даде што е можно подобри услови практично за одигрување на надпреварите и ќе се започне со другата останатата трибина, ќе се врши комплетна реконструкција. Предлагам овде да го проследиме она што практично го соопшти градоначалникот Иван во овие три теми кои што ги начнав. Почитувани медиуми, благодарам за присуството, да го поздравам присуството и на навивачката група Фаланга. Она кое што сакам да го проследам до јавноста како информација е дека согласно донесената одлука на Советот на општина Штип, веќе се превземени во 100% акциите од досегашниот собственик Кирил Гогов и од денес започнува постапката за продажба на 85% од акциите на идниот и нов собственик, познат спортски работник од Република Турција, кој што денес е со нас, тоа е господин Мурат, и кој што ќе зеде збор за да ги објасни и да ги презентира плановите за фудбалскиот клуб Брегалница. Тоа кое што сакам да го потенцираме дека како локална самоуправа, јас како представник на граѓаните на општина Штип, во преговорите со идниот собственик на Брегалница, мнозински собственик, утврдивме начела на договор кој што на наредната седница на Совет ќе биде усвоен веднаш после продажбата на акциите кои што треба да завршат во наредните денови. Договорот е да практично Брегалница настапува задолжително во двете најсилни лиги, обврска да најголем процент од стручниот штаб, од практично фудбалскиот тим да бидат штипјани, да бидат наши сограѓани, нешто кое што сметам дека е корисно за развој на фудбалот во нашиот град, за промоција на нашите таленти и на нашите фудбалски имиња кои што ги имаме. Професионално, секако дека општината
нема да го финансира фудбалскиот клуб Брегалница, што е едно финансиско олеснување за во наредниот период, но како град на спортот, секако дека младинските категории ќе се потрудиме да ги субвенционираме, затоа што тоа е наша обврска која што мораме да ја имаме. Ќе продолжам со дополнителни информации кои што верувам дека јавноста ќе ја интересира. Она кое што веќе се случува е еден преддоговор со новиот тим на Брегалница, со сениорскиот тим, кој што денес веќе ќе започне со подготовки, со тренинг. Се поизвестно е дека штипјанецот Владко Костов ќе биде шеф на стручен штаб, а одговорен за младинските категории ќе биде исто така штипјанецот Димитар Маџунаров, кој што ќе ги води младинските категории и верувам дека со нивно менаџирање ќе произлезат многу млади таленти, многу талентирани фудбалери од градот Штип кои што ќе се надпреваруваат во брендот на штипската публика, тоа е фудбалскиот клуб Брегалница. И нешто друго кое што верувам дека ќе интересира јавноста, имам должност да го презентирам, е дека на 12 септември на градскиот стадион во попладневните вечерните часови под рефлектори ќе се одржи еден спектакуларен надпревар помеѓу ветераните на Црвена звезда и ветераните на Брегалница, надпревар кој што практично ќе одбележи и официјално повеќе од 100 години постоење на фудбалскиот клуб Брегалница, со тоа што целата фудбалска јавност на Балканот ќе биде сместена во нашиот град, одбележувајќи една нова етапа, едно ново поглавие за фудбалот во Штип, за фудбалскиот клуб Брегалница, така да еве една убава вест која што верувам дека ќе ги мотивира и ќе ги поттикне новиот стручен штаб, фудбалерите да го ја вратат Брегалница на правата траекторија, на правите патики кон нижење на спортски фудбалски успеси и брзо враќање во првата лига. Од мене сега за сега толку, ви благодарам за присуството. Еве ќе дадам збор на новиот собственик на Брегалница, тоа е господинот Мурат, кој што денес е овде со нас, познат спортски работник во Турција, некогашен репрезентативец на Турција, кој што ќе даде краток осврт на плановите на среден и на дол крок за Брегалница, за младинските школи и за сето она кое што во наредните години ќе предстои. Морам да уште сосема на крај само да презентирам дека по завршувањето на сите настани ова практично есен кои што се планирани на фудбалскиот стадион, на градскиот стадион, ќе се започне и со комплетна реконструкција на истиот, изградба на останатата трибина, промена на тревникот на самиот терен, нешто кое што како инфраструктура е неопходно за подигање на стандардите и на квалитетот на игра на градскиот стадион. На првата прес-конференција зборуваше господин Мурат, кој што е новиот инвеститор, новиот собственик на Брегалница. Беа начинете неколку теми за кои што подетелно ќе се разговара на следните пресконференции. Една од прашањата кој што беше тоа дека ќе има многу поголема медиумска отчетност или транспарентност фудбалски клуб Брегалница за разлика од минатото, а тоа е како што спомна веќе новиот собственик, има редовни пресконференции и секој ќе бидат офатени изјави за медиумите пред и по надправарите. Она што тука друго исто така беше спомнато е дека тие веќе подолго време разгледувале опција за инвестирање. Станува збор за инвеститор кој што веќе инвестира во Македонија во други области, меѓутоа сега е фокус оставени на спортот, во потрага било или се барало кошаркарски или фудбалски клуб, меѓутоа ете паднала одлуката да се инвестира во фудбалски клуб Брегалница, ќе се инвестира не само во играчкиот кадар, во стручниот кадар, туку ќе се стави фокус и на младинските категории на Брегалница. Тука секој ќе помага и општината во дело на младинските категории со цел да се произнесат млади талентирани фудбалери кои што ќе тропаат на вратата во сениорскиот тим. Исто така она што ќе биде фокусот и инфраструктурата и подобрувањето на условите и секој некои други новитети кои што
ќе бидат соопштени на следната пресконференција. Веќе е утврден она што имавме можност да го слушнеме од новиот собственик планот за подготовки, кој што подетално ќе биде презентиран од страна на новиот шеф на стручен штаб, тој е искусниот Владко Костов, кој што ќе зборува веќе следната недела на првата пресконференција наменета веќе во тој дел или втора поред пресконференција. Исто така ќе бидат тука презентирани и самите играчи и договорените пријателски надпревари преку кој ќе се проверува формата за да се влезе максимално подготвен тимот во втората македонска фудбалска лига, со оглед на фактот како што кажав нема многу време и затоа ќе биде направен тој план веднаш за да може Костов да ја темпира формата и секој брегалница да влезе максимално подготвена во предизвиците, а тоа секој најголемиот предизвик ќе биде враќањето во фудбалската елита на Македонија. Она што исто така друго тука беше сублимирано дека станува збор за инвестиција, меѓутоа инвеститор кој што има подолгорочен план всушност за инвестирање во клубот, не се работи само за една или две сезони. Тука секој беа присутни и навивачката група Фаланга кој што имаше своји представници, секој дека фокусот како што спомна и новиот инвеститор ќе бидат и секој навивачите кои што се дел од клубот или срцето на клубот. Поддршката ќе биде многу важна на секој надпревар. Предлагам овде да го проследиме делот од пресконференцијата на кој што својот браќање имаше новиот собственик или новиот инвеститор на фудбалскиот клуб Брегалница, кој што всушност е спортски работник од Турција, поранешен репрезентативец. Biz buraya gelmemizin iki tane önemli nedeni var. Нашето доаѓање тука има две битни причини. Birincisi Bregenlisa'nın 100 yıllık kulüp olması. Првата причина е што Брегалница е клуб што постои веќе 100 години. Artı Sayın Başkan Mr. Ivan'ın vizyonu. Втората причина е визијата на градоначалникот на Штип, господинот Иван. Çünkü biz yatırımcı olarak biraz farklıyız. Ние како инвеститори сме малце поразлични. Ben Türkiye'de, Dubai'de ve Almanya'da büyük kulüplerde oynadım basketbolu. Јас настапував во Турција, во Дубај и во Германија во големи екипи. Onun için vizyonumuz hep yüksekte. Затоа и нашата визија е се на високо ниво. Bu da başkanla tam uyuştu. И затоа ни се споја патиштата со градоначалникот. Bu bir iki günlük bir olay değil. Ова не е процедура што трае 2 дена. Biz 3 senedir Makedonya'da hem yatırımlarımız var enerji ve başka işlere hem de futbol kulüplerini araştırıyoruz. Basketbol kulüplerini araştırıyoruz. Ние веќе 3 години имаме своји инвестиции во други бранши во Македонија и исто така баравме и клуб во фудбал и во кошарка. Ve bu kadar inceleme sonucunda И после толку барање birçok kulüple görüşerek и средби со неколку клубови, FC Bregenlisa'ya karar verdik. одлучивме да инвестираме во ФК Брегалница. Çünkü burada Štip farklı bir şehir. Штип е малце поразличен град, Başkan vizyoner што има градоначалник визионер ve Štip şehri pazarlama marka değeri yüksek bir şehir. и Штип е како град што има висок бренд и затоа сме тука. Yaklaşık 8 aydır görüşüyoruz. Од прилика се гледаме веќе 8 месеци. Biz buraya çok geldik gittik. Дојдовме неколку пати, Evet, maçları izledik uzaktan yakından гледавме и неколку надпревари ve artık başladık. и одлучивме и почнавме. Bizi Štip halkı ve belediye bizi seçtiği için başkana, belediye ve Štip halkına teşekkür ediyoruz. Тоа што не одбраа нас, им се заблагодаруваме на градот Штип, на граѓаните на градот Штип и на градоначалникот. Şimdi bundan sonraki hedefimiz burası böyle sıradan bir futbol takımı değil bu proje. Нашата цел не е само една обична фудбалска екипа. Bütün Avrupa'nın, dünya futbolunun zaman içinde gözünü dikeceği, acaba burada ne var diyeceği bir futbol merkezi olacak burası. Туку на подолг рок што ќе една екипа што ќе падне во око на целиот регион, а и на европскиот регион. Evet, bu potansiyel var.
Овој клуб има потенцијал Zaten son U19 takımımız şampiyon oldu. и нашите младинци секако играа финале во клубот Evet, bu da bizim doğru tercih yaptığımızı gösteren. и тоа ни е една од причините што ни покажува дека сме одбрале правилен клуб. Biliyorum. Biz şimdi burada tabii ki bir A takımımız var ve Süper Lig'e çıkması gerekiyor. Имаме исто така првата екипа што треба да се пласира во првата лига. Kısa zaman hedefimiz bu. Кратката цел е тоа да се првата екипа да се пласира во првата Ama лига. biz bunu daha çok şi tipli yani iş tipi hisseden, iş tipi yaşayanlarla yapmak istiyoruz. Ама пласирањето во прва лига сакаме да го постигнеме со повеќе играчи и луѓе вклучени во тимот што имаат потекло од Штип. Bu nedenle en güçlü olacak isimleri seçtik. Затоа и ги одбравме тие луѓе што имаат најмногу влијание и што се најсоодветни. Bir işte bir yaşamaları lazım. За да го чувствуваат, пошто тие го чувствуваат Штип. Bregelnica'yı çok iyi hissetmeleri lazım И Брегалница. ve karakterli olmaları lazım. Исто така и треба да имаат и човечки способности. O yüzden hiç tereddüt etmeden antrenörümüzü seçtik. Затоа без двоумење го одбравме тренерот. Mr. Vlatko Kostov'u seçtik. Господинот Владко Костов. Evet ve bu da zaten birçok şeyi göstereceğini düşünüyorum ilk adımda. И мислам како прв чекор дека ова ќе покаже многу работа. Kurduğumuz kadroda da çoğu oyuncularla anlaştık. Исто така се договоривме со повеќе играчи. Orada da yine göreceksiniz birçok iş tipli karakteri göreceksiniz. Bregelnica'yı yaşamışları göreceksiniz. И таму ќе видите дека повеќето се играчи што потекнуваат од Штип и од Брегалница. Zaman içinde A takımın yani birinci takımın iyi yerlere geldiğini göreceğiz hep birlikte. И се надевам сите заедно ќе видиме првата екипа во многу добри. Ama bir hayal satmıyoruz yani hayal satmıyoruz. Ние не продаваме бајки, Sadece sağlam bir yapı kuracağız. туку планираме да направиме сигурна подлога. Esas önemli nokta genç takımlar, altyapı, çocuklar. На подол крам планот е младинските екипи. Evet. Çünkü biz o altyapıyı kurarak Со Genç формирањето на здрава младинска екипа 6 yaştan itibaren почнувајќи од 6 години, bu kulübün geleceğini hem garanti altına alacağız иднината на клубот ќе ја земе под гаранција hem de Bregelnica ve Štip bir Makedonya markası olarak parlayacak. и Брегалница и Штип ќе прераснат во еден голем бренд. Bu çok zor değil. Ова не е нешто тешко Bunu en kolay halledeceğimiz iş bu. и ова мислам дека ќе биде најлесна работа што ќе ја постигнеме. Bu arada tabii yatırımlarımız sadece futbol için olmayacak. Исто така нашите инвестиции во Штип нема да бидат само со фудбал. Çünkü burası bir şehrin takımı. Затоа што тука е една градска екипа Şehre de sosyal yatırımlarımız olacak. и ќе имаме исто инвестиции во социјални работи во градот. Hep birlikte şehirde hem futbolda hem de sosyal hayatta eğlenerek çok başarı kazanacağız. Hedef Сите bu. заедно и во фудбалот и во социјалните работи заедно ќе постигнеме по-голем успех. Dünyanın hiçbir yerinde bu tür takımları şehirden ayıramazsınız. Şehri de takımdan ayıramazsınız. Во ниеден град во светот не може да ги одделите ваквите екипи со градот или градот со екипата. Yani hep birlikte Bregelnica'yı en güçlü konuma getireceğiz. Сите заедно Брегалница да ја донесеме на највисоките скали. Şimdi tabii bugün kısa konuştuk. Денеска малце пократко ќе збориме. Özellikle altyapı ve sosyal projelerle ilgili size çok geniş bir açıklama yapacağız. Посебно за младинските екипи и за социјалните планови ќе ви приложам
една по-голема изјава. Bu arada da herkesten fikir bekliyoruz. Çünkü siz bu şehri yaşıyorsunuz. İstekleriniz, talepleriniz, takımla ilgili, çocuklarla ilgili varsa onları da değerlendireceğiz. Исто така би бил многу благодарен ако има од вас некоја сугестија, некои прашања или било што може да помогнат за да Брегалница да стигне таму кај што сите посакуваме. Futbol işin en kolay kısmı. Сегментот за фудбал е најлесната работа. Onu biz hallederiz. Тоа ние ќе го средиме. Ama Bregenlise için bir Ştip halkı olmak, desteklemek o birlikte yapacağımız bir iş. Ама да се оживе чувството за Брегалница, пак за тоа ни треба и ваша помош. Sizi de heyecanlandıran bu. И тоа и вас ќе ве возбуди. Zaten Sayın Başkan da bize bu yönde heyecan verdi. И затоа и господинот градоначалник така и нас на почеток ни даде една возбуда во тој сегмент. Yani son söyleyeceğim, Türkiye ve Avrupa birlikte kontaklarımızı kullanarak Balkanların en kuvvetli futbol merkezi yapacağız burayı. За крај би сакал да ви кажам дека со моите контакти во Турција и во Европа заедно ќе направиме за Штип да биде еден центар на Балкан. Bayram Ali Bey de bizim şirketlerimizin Balkan temsilcisidir. Јас Байрам Али сум представник на нивните компании за Балкан O da burada çok aktif rol alacak. и јас ќе бидам активен тука. Ayrıca hem öncelikle buradaki antrenörler, çalışanlarla iyi bir ekip olacağız. Eksiğimiz varsa onları da tamamlayacağız. Со сите работени тука и тренери ќе направиме една добра екипа, ако имаме некои недостатоци и тие ќе ги пополниме. Bir vizyonumuz var, disiplinimiz var. Една визија имаме, дисциплина имаме. Buna uyan biz her zaman çalışıyoruz. Buna uymayan teşekkür ederim. Тие што ќе се прилагодат и на таа дисциплина ќе може секојаш да продолжат со нас. Bizim de bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Затоа не верувам дека ќе имаме некоја недоразбирање. Bu arada bir şey de açıklamak istiyorum. Çünkü dünyada sporda bu çok konuşuluyor. Исто така би сакал уште нешто да ви објавам, пошто тоа многу се збори во светот. Maalesef sporun içine bahis kötü anlamda da girmeye başladı. За жал, обложувањето е многу длабоко влезено во спортот. Biz buna karşıyız. Ние сме против тоа. Bunun da ilgili bir uygulama başlatıyoruz. Avukatlarımız çalıştı. Ние направивме една со помош на нашите правници еден извештај или договор. Ben dahil bütün çalışanlar, futbolcular, antrenörler, kim olursa kulüpte И вклучувајќи и мене, сите што имаат некаква врска со клубот, taahhütname imzalayacaklar. ќе подпишат една изјава Hiçbir şekilde bahis ve oyun oynamayacaklarına ve bu konularda olursa çok ağır cezayı peşinen kabul ettikleri olan milyon dolar tazminat olan taahhütnameyi imzalayanlarla çalışacağız. со тоа што во таа изјава ќе има дека нема да имаат никаква врска и нема никаков контакт со било какви обложувални работи и со тоа ќе гарантираат со целиот имот и све што имаат. Тоа ако случајно нешто испадне дека имаат било каков контакт. Yani biz spor için buradayız. Spor da spor içindir o kadar. Ние сме тука за спорт и спортот е за спорт. Толку. Tekrar teşekkür ediyorum. Ви благодарим. Имам три прашања, ама ако може едно по едно. Вишто не со добре. Штипската јавност првично беше информирана или такви информации доби дека Брегалница ќе биде купена од Фенербахче. Како е вашата поврзаност со Фенербахче, дали во тоа нешто има? İşte halka ilk olarak Fenerbahçe satın aldı diye Bilmiyorum. Senin Fenerbahçe ile Bilmiyorum. ne ilgin Ben var? ya benim Fenerbahçe ile tek ilgim, ben Fenerbahçe'de oynamaktan gurur duyuyorum basketbolcu olarak. Ja можам да кажам Ойнадам. дека се гордам со што сум настапувал за Фенербахче многу години. Нема Ама никаква врска Фенербахче. Dedikodudan başka bir şey değil. Fenerbahçe satın alıyor, o bir dedikodu. Тоа е Значи само оваа едно- инвестиција ваша Фенербахче нема врска сега. Ne diyor? Bu yatırımda Fenerbahçe hiçbir ilgisi yok. Hayır.
Ama ilişkimiz var. Yani işbirliği yaparız. O ayrı bir konu. Имаме добри односи и може да се работува. Bu benim kişisel yatırımımız buraya. Ама ова е моја персонална инвестиција. А второто прашање, ако ве прашаме за составот на екипата, сигурно ќе кажете дека ќе играат најдобрите. А колку од врз генерација ќе има тренерот Костов, вие го најавивте, во селекцијата на играчи, или тоа ќе биде ваш избор или во некоја соработка со тренерот? Antrenör neyle gidecek? Oyuncuları seçmekle. Siz mi seçiyorsunuz yoksa? Valla şu anda Vlatko Kostov çok iyi bir antrenör. Васко Костов е много добър тренер. İşini iyi biliyor. Много добре знаят неговата Zaten работа. biz de işini iyi bilen olduğu için ona За да göreve знае getirdik. добро работата, затоа го ангажиравме. O da en iyi kadroyu kurdu. И той сам си го направи најдобриот состав. Asla Си го karşı. состави најдобриот. Burada oğlum gelse oynatmam. Изцел ми да дойде, нема да го игра. Çünkü onun işi. O Vlatko'nun işi. Тоа е работа на Владко Костов. Прашање, има ли заселување од некои добри играчи? Ne diyor? Од Турција? Ne? Türkiye'den iyi bir oyuncu gelecek mi? Ama hakkı yok. Şimdi ikinci ligde yok öyle bir hak. Birinci Nema ligde. pravo vtора liga. Ama zaman içinde niye sadece Türkiye? Bütün dünyadan oyuncular her an gelebilir. Hedefimiz büyük. Тек на времето во прва лига не мора да е. Küçük од düşünmeyelim Турција, yani. туку Од цел свет може да има играч. Valla büyük düşünün. Зависи кој ни треба и во какво. Onun için özellikle scoutlarımız gelecek. Afrika, Türkiye, Avrupa ve bazı yerlerde Güney Amerika'da yetenek arayacak bir scout ekibi gelecek. Özel çalışacak bizle. Една екипа од скаути ќе дојде и Güney Amerika, Afrika, со тек на време ќе ни приложи Bir de- таленти од Африка, од Турција, од Европа, од Јужна Америка. ama tabii ilk önce burası yetenek toprağı yani. Али првично треба да се видат талентите и Etraf iller şimdi ben Ot Stipya başkan Topolina. söyleyebilir. Kaç ilde proje yapacağımızı söylerse sevinirim. Çünkü ben unutuyorum bazen isimleri. Пошто зборевме со градоначалникот во кои други општини ќе се ангажираме да Şu unutulmasın. Burası yetenek toprağı olduğu için ben buradayım. и да не се заборави дека ова е земја на таленти, затоа и јас сум тука. Yeteneği uzakta aramayalım. Burada var yani. Дека да не бараме таленти далеку кои имаме таленти тука. И третото последно од мене, може би е едноставно. Тука се младите фанови на Брегалница. Предпоставувам дека тие ќе имат посебни привилегии од управата на клубот за време на превари и слично. Меѓутоа, пошироката публика, штипска јавност, сигурно ќе ги интересира и цената на билетот. Вие ќе ја одредувате. Цената на картата се определува според квалитетот на филмот или на представата. Така да и картата тука ќе биде според нашиот квалитет. Şimdi biz de burada çok yüksek bir gösteri sunmak istiyoruz. Ние сега ние претендираме на високо ниво и да имаме Ben квалитетна представа. 100 yıllık kulübün taraftarlarının da bu bileti seve seve alacağına inanıyorum. И ја мислам дека навивачите на една екипа што постои 100 години со задоволство би купиле карта. Biz onlara ne sunacağız? Önemlisi o. Најбитно е ние што ќе им представиме. Biz taraftarlarla uzlaşırız, problem olmaz. Треба да го кажем, многу да не е еден досаден. Штипската публика знае да го наполни овој стадион само во случај кога има резултати од клубот, од екипата. И Во таа смисла, таа е живо заинтересирана и за цената, не е баш таа едноставно прашање, ама во секој случај штипската јавност знае да биде тука на лице место да има напред. Valla umarım bilet bulamayacak duruma gelirler. Јас се O kadar надевам dolar дека ki ќе дојде време да не може да се најде карта толку. durum o. Hedefimiz o. Таа е нашата цел. Дали имате уште прашања? Да, повеќе. Точно 30 дена основа за подготовки, бидејќи стартот е на 29 август,
дали веќе утврден план, дали има закажани пријателски надпревари и со оглед на фактот дека имаше неколку заминувања, дали веќе има договорен нови играчи? Var ve hazır yani şu anda. Bugün antrenmanlar başlıyor. Денеска ќе се почне со тренинг, има нови играчи и има закажано пријателски надпревари. İşte Latko, Kostov ve ekibi ne istiyorsa onu uyguluyoruz. Program var. Се иде според потребите и според тоа што бара господин Владковски. Bütün oyuncularla son konuştuk. Herkesle anlaştık. Последно што зборавме со сите играчи, со сите Evet. Sadece bir iki oyuncu kaldı. се İki oyuncu. остана уште 20 играчи. Onu da hallederiz ama bu uzun bir program. Yani buna böyle sadece kamp programı olarak bakmayın. Programımız Ова е uzun. малку Yavaş yavaş paylaşacağız. програма и не треба да се гледа како еден подготвителен камп. Daha yapacak çok işimiz var. Yani. Има уште многу работа. Evet, mesela geldik, kulübün durumu, yeni başlıyoruz, malzemesi, her şeyi, birçok şey var, hepsi başlayacak. Све треба од ново, почнувајќи од опрема, од реквизити, од све што му треба на еден клуб. Var, maçlar falan da var ama hepsini zaten bir basın toplantısı yapacağız haftaya, hem imza, orada da anlatır. За новата сезона ќе има пресконференција во текот на следната недела, каде што ќе бидат представени тренерот и новите играчи. И планот за новата сезона. Дали имате уште прашање? Повели? Брегалница е еден од ретките клубови каде што не се дават изјави за минимумите после надпреварите, па и пред надпреварите. Дали сега новиот собственик ќе ги смени тие работи во договорот на тренерот ќе има задолжителна изјава за минимумите пред и после надпреварите. Зашто да не дават изјава? Basın değerli ve onlara sürekli bilgi vereceğiz. Özel bu iş için özel birisi Türkiye'den geliyor zaten. Медиумите се многу битни и мора да се испоштуваат и ние ќе ангажираме посебно за односите со медиумите. Sürekli bilgi alacaklar. Bütün bu sosyal medyalar hepsi olacak ama. За све што се случува во тимот и околу тимот. Bir kere haftada bir basın açıklaması olacak. Gidişat geliş. Hem teknik olarak hem kulüp yönetimi olarak. Еднаш неделно минимум ќе има пресконференција или соопштенија не само за екипата, туку и од управата. Burada çünkü birlikte hareket etmek zorundayız ki heyecan yayılsın. Пошто треба сите заедно да чекориме за да се има што поголема возбуда. Дали се познати членовете на правото, кој ќе биде спортски директор? Belli. Познати. Belli ve şey var zaten güçlü bir sportif direktör de gelecek. Ќе има и нов спортски директор. Ondan sonra bir de güçlü bir altyapı direktörü de gelecek. И еден спортски Biz директор konuştuk çoğuna, haftaya за açıklarız младински. hepsini. Ова се ќе биде објавено во следната недела на пресконференција. Како што кажав, ова беше прва прес-конференција која што имаше фудбалски клуб Брегалница. Она како новитет тука што треба да го спомнеме дека ќе има промени во делот на одигрување на надпреварите пред секој второлигаште во делот на младинските играчи кои што ќе треба екипите да стават веќе повеќе фокус на млади играчи, а тоа е нели да настапат со играчи по 21 година, зашто подетелно ќе разговараме во следните изданија на спортскиот магазин Трибина. Ова само ќе го начнам како една од темите кои што ќе ги анализираме во следниот период во спортскиот магазин Трибина. Кажав уште не ќе потенцирам 23 август ќе биде стартот на новата сезона. Тука можам само да ги нафрлам екипите кои што ќе се тркаат условно кажано за битката за влез во прва македонска фудбалска лига, така да Брегалница со играчите кои што и официјално ќе ги соопштиме во следниот период ќе биде еден од фаворитите или конкурентите за тоа прво место. Тука ќе биде екипата на Охрид, Беласица која што ќе влезе како екипи кои што имаат отворени
амбиција, секој оценка дека тука ќе напаѓа и Слога Виница кој што гради со така конкурентен тим, тука ќе биде и Шкендија од Рачиново. Практично екипите веќе стават посериозен фокус и гледаме дека второлигашите во овие последни 3-4 дена промовираат нагло и тоа посериозни селување со оглед на фактот дека 5 екипи директно испаѓаат 3 играат бараж, така да ако сакате нели екипите кои што ќе имат фокус за да останат во втората лига или да бидат стабилни второлигаши ќе треба да завршат во првите 8, затоа што веќе 9-то, 10-то и 11-то место водат кон бараж за опстанок, а екипите од 12-то до 16-то место испаѓаат директно во третата македонска фудбалска лига. Она што претходно го спомна во делот на млади играчи, истото се однесува и во делот кај третолигашите, што значи дека и тука се веќе повеќе става фокус на можноста младите играчи да добиваат шанса во третата македонска фудбалска лига и во следниот период ќе се врши некоја реорганизација и во нисколигашкиот фудбал, така да во следните изданија од спортскиот магазин Трибина ставаме фокуси на тој дел и да видиме колку квалитетот ќе биде. Она што ќе го сублимирам на краткото ова издание на спортскиот магазин Трибина е дека Брегалница со нов шеф на стручен штаб, тоа е Владко Костов, со нови играчи кои што на втората пресконференција ги бидат и официјално промовирани со нов турски инвеститор, започнува на нова ера клубот од Штип и ете битката ќе биде да градот Потисарот веќе во следните сезони одново биде дел од фудбалската елита на Македонија. Ви благодарам што и вечерва бевте од овој спортски магазин Трибина кој што од самиот почеток го посветивме на македонскиот спорт. Останете понатаму со програмата на МНет телевизија.